Секој детско лице со насмевка е поубаво. Секоја детска лака знае да гусне да сака. Секој детски сон има зелби еден тон. Насмејте го детското лице, земете ја детската рака, исполнете го детскиот сон. Ако вистинска грижа на децата им пружите, бесконечна љубов од нив ќе заслужите. Посебна чест и задоволство ми е што денес се наоѓаме пред овој прекрасен детски објект Петар Пан, кој ќе им стане втор дом на многу дечиња и ќе им го реши проблемот на многу родители за згрижувањето на нивните деца. Нека ви е честито новиот објект на градинката во општина Кавадарци, која што е прва рурална, ке најави градоначалникот. Јас сум сигурна дека и руралните средини заслужуваат да имаат еднаков пристап до услуги како и урбаните средини. И токму тоа е интенцијата на оваа влада, но исто така и на вашиот градоначалник. Затоа што само со обезбедување пристап и еднакви услови за сите граѓани во државата може да постигнеме поквалитетен живот и еднаквост пред институциите за сите граѓани. Јас навистина се радувам што вложуваме многу во детската заштита како влада и тоа што отвараме постојано градинки. За само 2 години отворивме 23 објекти. Минатата година бевме во Кавадарци, оваа година инвестиравме во оваа градинка во опрема, општината се инвестираше во изградба, ние инвестиравме 600.000 денари. Но исто така до крајот на јули месец треба да има уште два објекти во општина Кавадарци, во кои што инвестира Министерството 2.600.000 денари. И дополнително најавуваме трета градинка која што ќе биде нов објект инвестиран од Светска банка. И со тоа сум сигурна дека ќе ги надминете проблемите со детска заштита во оваа општина. Но исто така, воспитувачите и негователите се основа на детската заштита. Без нив не може да кажеме дека градинките нудат квалитетни услови. Токму затоа обезбедивме доволен број на вработување во сите градинки во Република Македонија и во Кавадарци. За година и пол имаме 1400 вработувања. Дополнително ги зголемивме и во 2017 и во 2018 платите за 5%, а со во јули платата исплатена за јуни месец, платите ќе бидат зголемени за 16%, а од септември уште 5%, што значи во 2019 воспитувачите, негователите, директорите имаат зголемување за 21%, што навистина значи зголемување на квалитетот на работните места во градинките, затоа што таму ни требаат најкадарните, најпотенцијалните кадри, затоа што тие ја градат нашата иднина. Нека ви е честито овој ден и само успеси да нижеме сите заедно понапред. Како градоначалник на општина Кавадарци, сакам прво да укажам на една хронологија во оваа година и пол, во на сето што го зборуваше министерката, да го потврдам и од моја страна. Значи, како градоначалник и совет на општина Кавадарци, заедно со директорката, увидовме и согледавме дека во минатово има многу проблеми за дечиња во упис во градинка. Поготово во рурални средини и средини надвор од градското јадро, каде што сами знаеме дека тука котира Марена, меѓутоа и село Сопот и Глишиш населба, каде што требаше луѓе да патуваат по 12 км да ги носат децата во градинка во Кавадарци, а и таму знаете дека негде околу 400 дечиња чекаат на упис повеќе од 3 до 4 години. Хронолошки, како што каже министеркава, ова е втора градинка која што отвараме за рок од 1 година. Во понатамошен текст ќе спомнам исто и ќе потврдам дека 7 занимални во склоп на 2 детски градинки во општина Кавадарци со капацитет од 120 деца ќе бидат готови до јули месец. Во село Возраци се прави нова градинка, каде што и село Возраци ќе добие градинка. И исто така преку Светска банка со помош на министерката и увидувањето на нашите недоследности од претходното работење, со тоа што Кавадарци има само 4,5% невработеност и потребата е многу голема за дечињата упис во градинка. Имаме одобрен проект од Светска банка за комплетно изградба на нова градинка. Со тоа Кавадарци ќе добие комплетно згриженост на децата и веќе нема да ги има оние непотребни ургенции, притисоци од страна на самите родители кои се гневни едноставно на системот пошто не можат нивните деца да додат у градинка. Градинката не е само за чување на деца, градинката е од многу големо значење.
Исто сакам да заблагодарам денеска за флексибилното работење на Министерството за труд и социјална политика. Во оваа година и пол имате издадено на 25 решенија за нови вработувања во детските градинки, каде што не било случај последниве 10 години. Тоа значи дека сите кадри, негователки и воспитачи си добиваат трајно решение, трајно вработување, а со тоа и нивната мисла ја тргаат на страна во делот на екзистенција и се посветени 100% само кон воспитувањето и негувањето на дечињата. Оваа градинка денеска, која што ќе ја отвориме, е со капацитет од 25 до 30 дечиња, сосема доволно по анализите за Сопот, Марина и дел од Глижиш. Има исти услови како и градските градинки. Во делот на организацијата, поготово сакам за благодарам на директорката, која што посветено со нејзиниот тим си ја врши својата функција во делот на негување, згрижување и квалитетна услуга во градинките. Значи, јас сум пресречен, пошто, еве, како што спомна и министерката, прва градинка надвор од централна урбано подрачје или рурална средина. Ова е прав пример како треба да има една еднаквост, за да можат сите да имаат еднаквост према она што значи град, село или населба. Нека не е чести денот и се надеваме дека министерка негде за 3 месеци пак ќе дојдете на ново отварање. Денеска се собравме тука и најсреќен ден во мојот живот е начело со министерката тука и со нашата локална самоуправа, со градоначалникот, а и директорката на детската градинка, да го отвориме овој објект, каде што ќе има зближување на 30 дечиња од нашето село и овој е прв објект после толку години да ги згрижиме нашите деца во едно рурално подрачје, кое сега Марена веќе не е во руралните подрачја, веќе тоа стана урбана местна заедница и натаки сакам да има уште вакви отварање на објекти, уште успешни работи.